Благодарам на можноста да зборуваме тука денеска малку за креативност и иновативноста. Повеќето говорници претходно зборува и за дефиниции, зборува и за практични искуства. Мислам дека сето тоа беше многу корисно. Бидејќи велам некако се осеќам малку како студент, ај ќе почнам со едно прашање. Клучното прашање од кое што почнав и јас кога преземавме фондот за иновации и технолошки развој пред 8 месеци беше дали македонското општество, такво какво што е, како што беше, нуди реално можност да се поттикнуваат креативност и иновации. И одговорот беше нормално не. Не знам колку се сеќавате, кратко само личен пример. 2015 година имаше група на средношколци што искочија пред Министерството за образование и наука да протестираат. Искрено не се сеќам ни зашто протестираа, веројатно беше нешто поврзано со матурата, ама не е важно. Поминувавме со возило со син ми кој што тогаш беше 8 години, застанавме, отидовме, купивме вода, сокче, однесовме кај дечкиве, позборувавме малце, си трнавме на кај дома. И малиот мој прашува, вика, тато, зашто протестираат овие тука? Не, зашто се тие тука, викам, па протестираат, викам пред министерството. А вика, зашто протестираат, па викам, не знам. Па добро, вика, зашто им однесовме вода и сокче кога не знаеш? Викам, не е важно, викам, важно е младиве да се научат, значи деца да се научат да кажуваат не. Ако нешто не е во ред и ако нешто не им се допаѓа, што и да е, не е битно, треба да кажат не. Затоа што у принцип иновацијата, односно креативноста, почнува во моментот кога ќе почнеме критикуваме тоа што е востановено како вистина. Во дадениот момент, Модишев зборуваше малку. И за тоа, значи, и Цукерберг и Apple почнале со не. Сите трнале право, ние трнавме лево или десно. И ги поминавме сите останати. И станавме водечки во пазарот. Дали сега, после 7 или 8 месеци, нашето општество и образовен систем овозможува развој на критична и креативна мисла, може би, ама не е доволно. И тоа е првата задача. Значи, како општеството број 1, а второ и образовниот систем да креира. Прво, младите да развиват критичка мисла, па потоа да бидат креативни, па да бидат иновативни. И тоа е предност и на Холандија. Тоа е предност на сите современи образовни системи, каде што не е тоа што ќе го прочитаме во книга од Господ даден и мора да биде така, туку што се обидуваме прво тоа да го провериме дали е навистина така, а ако не е да видиме како може да биде подобро. И на тоа се движи светот. Тоа е суштината на иновацијата. Тоа е суштината како брзо да го покриеме гапот помеѓу нас, како општество, како економија и сето она што е нормално да кажеме европска економија и општество. Јас согласувам дека економскиот раст во 95% се должи на традиционални инвестиции, зборувам инфраструктури и така натаму, меѓутоа 5% прават разликата. А светот оди напред. Тоа значи дека ние треба да забрзаме многу. Се второто прашање, продолжив со прашањето како студент е дали нашата држава им нуди на младите шанса и поддршка. Се ако до пред 7 или 8 месеци одговорот беше веројатно не, сега одговорот веројатно да. Односно да. Значи, креиравме неколку различни модели, каде што младиве кои што се тука, велам, значи цело време се фокусира на младите, затоа што младите се движечката шила во приказната за креативност и иновацијата. И кога зборам млади, зборам основци, средношколци, студенти, се. Значи, почнуваме од образовниот систем. Имаме многу блиска соработка со Министерството за образование и наука. Развиваме сега во моментот еден модел, кој што ќе соработуваме со УНИЦЕФ, каде што ќе се обидеме преку практична работа со ученици, основци и средношколци, да се креира нов начин на предавање. Не само за предметот иновативност, него на све. И тоа ќе трае една година и ќе се обидеме после тоа да го ставиме во некаков тип на прирачник и за наставниците, бидејќи не е само децата како ќе се едуцираат, туку и како знаењето ќе се пренесува од страна на наставниот кадар. Тоа е многу важно. Се договоривме дека на крајот тоа треба да произлезе како неков тип на прирачник, вклучително и нов учебник за иновации и да видиме дали може тоа како системско решение се примени понатаму назад во системот. Ке трае време, меѓутоа мора почнеме од негде. Втората работа која што работиме, започнавме исто со Министерство за образование и наука, една програма што крстивме програма Предизвик за млади истражувачи. Целта беше да поттикнеме она што го зборам, критично креативно размислување кој основци и средношколци. Оставивме широк простор, рековме природни науки, било каков тип на истражувачки проект да пријават. И бевме скептични, планиравме некаде 10 на 15 проекти, ако добиеме супер. Ние добивме 100.
И тоа во рок од 30 дена само, толку беше отворен повикот, збориме за 1,5 милиони денари. Значи не е на буџет од 3,2 милиарди евра, 1,5 милиони денари не е ни капка во море. Тоа е подисушена капка во океан. Значи 100 проекта. Подеднакво поделени основни и средни, па во основните имате проекти кои што ги праќаат деца второ, трето оделение. Значи седнале, напишале. Се потрудиле. И се имаме тешка задача како овие 100 проекта, нели, не може на сите да им даваме финансиски средства, пошто им даваме средства како да го реализираат тоа истражување, како си купат некоја опрема за истражување, да патуваат, да излезат надвор од училница, така натаму. Па сега се размислуваме како сите на некој начин да ги наградиме за да ги охрабриме и понатаму да аплицираат. Значи тука имаме и училишта од центарот на Скопје, имаме училишта од најголемите рурални средини во Источна Македонија. И тоа е добро, тоа значи дека и децава и наставниот кадар се гладни за ваков тип на програми. И се зборуваме како оваа програма да не биде инцидентна затоа што така му текнало на моментното раководство на фондот и на министерството, него направиме систем кој што ќе ги учи децата дека доколку седнат, размислат и аплицираат, за што и да е. Што е тип на истражување кое што ќе ги стави под знак на прашање дали тоа што го читаат у книга е стварно така. Да го проверат. Ќе направиме систем каде што државата ќе го финансира тоа. Ќе го финансира децата да кажуваат не и да ги тестираат тие вистини. И се надам дека до крајот на месец мај ќе подпишеме барем со 15 до 20 училишта проекти, договори за проекти, не се големи средства, меѓутоа сепак кои што ќе го поттикнат тоа. Значи велам, се обидуваме да направиме систем кој што и после нас ќе остане и ќе го поттикнува тоа. Третата работа што морам да споменам дека веќе сме во подготовка на системските работи крупни. Ангјушев него спомена, јас ќе го споменам планот за економски раст. Значи системска мерка преку која што сега зборуваме веќе за компаниите. Сега зборуваме веќе за луѓе кои што се етаблирани на пазарот или ќе се значи од стартап до етаблирани средни компании, па и големи, за кои што воведуваме првпат буџетска финансиска поддршка за развој и иновации. Првпат. Значи пред 4 години е формиран фондот за иновации и технолошки развој, срам ми е да кажам дека единствени финансиски средства се тие од Светската банка. Државата не дала ни денар за развој и иновации. Ни денар. Првото финансирање го добиваме годинава. И тоа не е малце, зборуваме за 10,5 милиони евра од старт. И јас однапред ќе кажам од интересот што го имаме сега, дека за наредната година може би двојно повеќе ќе ни треба. Што има интерес. Четврта работа. Некаде измеѓу како завршуваат студентиве до моментот кога стартуваат стартапи веќе аплицираат за средства, че имаме еден момент кај што фали, кој што англичаните го викаат develop appropriate mindset. Тоа значи како младиве од приказната, односно од насоченоста, кога ќе завршам како да дувнам од државата или како да станам државен службеник, да ги натераме да размислуваат како да формирам ја бизнис, како да земам ја пари од таму кај што ми се нуди. И ние веќе во средината на мај сме во подготовка да објавиме повик за формирање на до 3 бизнис акцелератори, каде што покрај иницијален капитал за стартување на бизнис, ќе се нудат и програми, значи тоа не се програми за едукација. Тоа е, како што кажав, програма за развивање на соодветна ментална матрица. За да сватат сите дека постои можност покрај бегањето од Македонија и вработувањето во јавниот сектор, постои трета можност која што у принцип треба да биде прва и треба да стане прва, а тоа е како да земеме средства од оваа држава која што ги нуди и да се обидеме да направиме бизнис. 90% веројатно ќе пропаднат у првиот обид, 95% ќе пропаднат у вториот, а му третиот ќе имаме успех. Иако светските искуства, зборувавме за Израел малку, кажуваат дека тие 5% што ќе успеваат за сите останати 95% и овозможуваат пари за програми за уште наредни 95%. Тоа е играта на големите брои. Така што тие се плановите, односно не се веќе планови, дел од работите се веќе во реализација и се надам дека кога ќе се видиме наредната година повторно го одбележиме денот на креативност и иновативност, веќе ќе можеме да зборуваме за многу конкретни примери. Благодарам.